канализацијата под мостот на река Брегалница, кај што се фрла крстот, тече во реката, никој ништо не презима со години. Спомна за водата од градскиот водовод. Ова го чувам случајно, ова не сакам да нагаѓате од каде е, а одма ќе кажам дека од градскиот водовод. Да, зар сите ние присутни овдека заслужуваме да плаќаме вода и останати услуги, а да користиме ваква вода. И сега може некој ќе се запраша зошто сега ја донесувам и зошто го избирам овој момент. Водата е по дефект на градскиот водовод. Кога претече првиот пат беше чиста. Вториот и третиот пат беше ова. Сакам сите да го видат. Ова стојам со потполна одговорност пред сите. Може да се провере, ќе го оставам таму. Мислам дека не заслужуваме како граѓани да пиеме ваква вода. Јас да сум досегашен градоначелник на Штип и да ги немам решено овие проблеми, нема да се кандидирам за нов мандат. Ќе ми биде срам пред вас да се кандидирам. Значи во Штип има села и приградски населби што немаат вода. Има населени места како Ново село, Радански пат кои што пијат ваква вода. Или треба да пијат. Имаме расипан колекторски систем каде што голем дел од фекалиите излегуваат и влегуваат во река Брегалница, голем дел од населбите се шири непријатна миризба, немаме пречистителна станица и тоа се проблеми кои што треба да ги решаваме во иднина. Ова е срамно и жално и веднаш ќе се зафатиме со решавање на овој проблем. Не може јавното претпријатие ИСАР да вработува 370-380 луѓе, а граѓаните да немаат чиста вода за пиење, да имаат смет на секој чекор, градот да е цел во ѓубре и уште многу други проблеми. Затоа ветувам дека ќе се зафатиме и ќе ги решиме сите овие проблеми, кога ќе влеземе внатре и ќе ги видиме какви се состојбите таму.